Добро вечер. Знам дека овде сите сме собрани затоа што не води една таква мисла која што сака да ни каже дека сепак има луѓе кои што сакаат да бидат слободни и своето слободно уверување да го изнесуваат, да го пренесуваат меѓу себе. И сега јас сакав да почнам да зборувам со нешто друго, меѓутоа овој пат ќе почнам со фактите кои што му се потребни на некој овде кој што мисли дека ние зборуваме без факти, дека нашето, моето 27 годишно искуство во средното образование не се потпира на факти, туку се потпира на некакви си измислици. Еден факт. Ние имаме така наречен премиер, кој што едва има завршено факултет со просек 6. До неговото поставување за премиер во Македонија, за да продолжиш на постдипломски студии, требаше да имаш најмалку просек од 8,5. За него тоа не важеше. Тој можеше да продолжи со така наречените магистерски студии и сега да стане магистер. И откако тој магистрираше, одново почна да важи законот дека студентот само ако има 8,5 просек ќе биде во можност да продолжува на постдипломски студии. Уште факти сакате? Па има и уште факти. Во Министерството за образование стои еден господин што се вика Абдулаким Адеми. До него стои еден друг господин. Мене многу ми е жал што и за едниот и за другиот треба да го употребувам овој збор господин. Срамота е да го поврзуваме со нив, меѓутоа да речеме од чиста култура ќе го употребуваме зборот господин. Значи, тој господин Спиро Ристовски стои, реков, покрај министерот. Меѓутоа, се случува протест на студенти и преговорите со студентскиот пленум ги води друг господин, што се вика Зоран Ставревски. Потоа се случува протест на средношколци. Преговорите со средношколците ги води друг господин, што се вика Пешевски. И сега, јас се прашувам, кој е министерот за образование? Кој треба да разговара со овие студенти и средношколци? Зошто тие двајца фигурираат во министерството? Која е нивната улога? Тоа е веројатно да ги спроведуваат прочуените реформи. А кои беа тие реформи? Тие реформи се токму оние кои што ги извадија студентите на улица, кои што ги извадија средношколците на улица. 6 недели средношколци, млади, 17-18 годишни момчиња и девојчиња мора да се тувкаат по улиците барајќи некој да ги слушне. А кој да ги слушне? Па некој од тие што се задолжени во тоа Министерство за образование. Ама изгледа биле зафатени Ставревски и Пешевски, тие не можеле да стасаат секаде каде што требало. Па затоа тие морале толку долго да чекаат, да бидат удостоени, да бидат примени. А после тоа, откако беа примени, значи средношколци, ученици, направиле една темелна анализа на се што недостасува во средното образование, излегуваат со аргументи пред така наречени експерти, министри и тие не ги разбираат што им зборуваат. Па тие не знаат дека во средното образование имаме некакво си квази насочено образование во кое што учениците после 2 година се делат на некакви подрачја. И не знаат дека тие имаат различен број часови математика. Оние кои што се од јазично, со оние кои што се од природно-математичко, со оние кои што се од општествено подрачје. Тие тоа не го знаат, а се викаат министри. А учениците, кога им го објаснуваат тоа, не можат ни да ги разберат. И затоа не знаат како да им одговорат. И кои други факти да ги употребиме?
Тоа се тие факти кои што произлегуваат од така наречените реформи на образованието, реформи кои што се всушност расформи. Ваквите однесувања само доведуваат до ситуација во која што имаме целосен распад на образованието. И тоа од сите аспекти. Да почнеме само од статусот на професорот. Сега тој статус на професорот каков е? Па целосно подценување на улогата на професорот, а без еден добар подучувач, без добар учител, не може да има вистинско образование. Бидејќи зборот образование подразбира дека треба да се помага да се создава личност. Целта на средното образование е токму тоа, да создадеме личност, личност која што со исправен рбет ќе застане и ќе знае да каже за она што го чувствува и она што го размислува. Ама затоа треба да биде уништен професорот. Бидејќи кога тој ќе биде сосема уништен, тој ќе стане зависен од некоја си небулозна влада која што ќе сакаат сето тоа да го контролира и таквиот исплашен професор, какви ученици ќе создава, какви личности ќе создава. Па се разбира, такви кои што не можат да стојат исправено, оние кои што треба да се влечкаат по земја и понизно да покажуваат кој е големината, во кого треба да се крстат. Треба да се крстат во големиот диктатор. Па да, диктатор. Значи, сега ќе ви направам една мала дигресија. Каков е односот, всушност, и не само кон образованието, туку и кон сите други сфери. Дигресијата е една историска лекција. Поврзана е со императорот Калигула на големата Римска империја. Огромна Римска империја, една голема моќ, која што сепак имала уредување врз основа на република во која што функционирал сенат, кој што бил сенат од стари и мудри глави кои што ги донесувале вистинските одлуки и ги упатувале кон императорот и извршната власт. Меѓутоа, Калигула таков како што бил, а историјата покажала каков бил Калигула. Од денешен аспект сите знаат тоа да го потврдат и да го кажат. Калигула бил невротична, да не речам малку неурачунлива личност. Тој, сите други работи да не ги набројуваме. Значи, токму тој Калигула, кога видел како функционира Римската република, сакал да ја укине, нормално не му одговарало. Тој сакал целата власт да ја земе во своји раце. И воопшто не се двоумел што се ќе направи за да ја земе таа власт во своите раце. И за да го потцени сенатот, тој својот прекрасен бел конј го прогласил за сенатор. Дали ова ве потсетува на нешто? Значи, како нашиот император ги поставува своите министри, сенатори, така ги поставува, за да може да ги користи онака како што нему му одговара. Слично, како што, всушност заради она што и го споменав, наставниците, и не само оние во средните училишта, туку уште пострашно и оние од повисоките институции, кои што се нарекуваат исто така големи интелектуалци, молчат дури и во ова време и не излегуваат да го кажат тоа што треба да го каже секој човек кој што се нарекува интелектуалец, дека сега, во овој момент, не е ова поделеност на ВМРО и СДСМ, не е ова поделеност на еден камп пред собрание и друг камп пред влада. Ова е поделеност помеѓу оние кои што чувствуваат дека треба да се борат за доброто и за слободата и оние кои што се поддржувачи на злото, на монструозноста. И токму сега, оние кои што молчат, а кога некој молчи, нели, тој го поддржува всушност со молчењето,
останува на позицијата дека го поддржува. Во овој случај го поддржува злото, а злото сега во Македонија има точно име и презиме. За среќа ние им го знаеме и името и презимето на сите кои што стојат за тоа зло. И затоа да ве подсетам, нели, на една песна од една група овде позната во Скопје, Студени нозе. Нивната песна имаше еден рефрен со кој што треба да ги поздравиме сите овие поддржувачи на се ова. Со опинци е клизаво, право во Идризово. Патеката за нив е таму, не е на друго место. Меѓутоа, јас пак ќе се вратам на образованието. Не смееме никогаш да заборавиме дека образованието, особено средното, е многу важно, бидејќи тоа создава личности, а образованието бара постојаност, секогаш, секаде и постојано, и на ова место, особено на ова место. Јас би сакал што повеќе на ова место да се слушне за образованието, за политиката на образованието, што помалку да имаме карневалско однесување, што помалку панаѓурско однесување, што повеќе да се ориентираме кон тоа што треба ние да го правиме, како што кажа мојата драга ученичка Ивана, бидејќи сум и бил професор. Значи, таа моја драга ученичка Ивана, како што кажа, образованието да помага да се создава граѓанинот, да се буди, да се продолжува граѓанската свест. Јас би бил најсреќен кога на вистина ќе зборуваме за пленумизација во Македонија. Затоа што тоа што го направија тие пленуми е нешто што е неверојатно големо богатство кое што треба да го чуваме. Заедно овие студенти и овие средношколци со кои што се дружев 6 недели, од кои што научив многу затоа што се запознав со нив. А образование е токму тогаш кога ученикот и учителот меѓу себе ќе се познаваат, кога добро ќе се разбираат, кога учителот ќе види кои се тие вредности што ученикот го има и ќе му ги поттикнува, ќе му помага некои слабости што кај него ќе се јавуваат да се отстрануваат и тој постојано да напредува. Сето тоа јас го научив од овие пленумци, средношколци кои што ми дава една огромна енергија. И многу им благодарам за тоа. И токму во нив, реков, во тие и заедно со студентите, јас гледам дека има иднина за Македонија. И нив треба да ги негуваме, да ги чуваме, да ги пазиме. Јас им порачувам на овие организатори овде, на ова што се случува, постојано да имаат токму такви представници и од средношколските пленумци и од студентските пленумци, кои што постојано ќе им зборуваат за тој нов систем на практикување на демократијата кој што тие го негуваат, затоа што тие се многу чисти и искрени. И за крај, да го подсетам бендот што тука на почетокот нели правеше проба и кој почна со една песна што велеше по навика. Немојте веќе со таква песна да почнувате, немојте, навиката не е убава. Замислете сега ние да речеме по навика ќе си останеме со овие монструми кои што се овде пред нас поставени. И затоа јас им порачувам, има една многу убава песна од една многу позната стара група Scorpions, која што се вика Wind of Change. Тоа е она што овде треба да ни се случува. Ви благодарам.